Последните пресметки на државната статистика за просечните плати на хартија се импресивни. Податоците велат дека платите се многу добри, па иако се со мал тренд на опаѓање, со нив месецот може добро да се помине. Така во секторот маркетинг тие се 46.000, телекомуникации над 39.000, снабдување со електрична енергија над 36.000, во секторот информации и комуникации над 34.000 денари и така натаму. Што народот вели за овие плати? Добро е. Со 30.000 добро да живееш. И добро е. Со 30.000 добро. Комотен живот. Доволни сум, мислам дека може да се живее така со тие 30.000 денара. Значи да се покријат комунали, храна и така натаму. Доволно 30 дарки. Ама двајцата да земе 30 и жена ми и јас. Тоа е 30 дарки добро. 60.000. Од друга страна, во секторот текстил и производство на облека, просечните плати во септември биле помеѓу 11.500 и 12.500 денари. Зад нив единствено се вработените во кожарската индустрија со понижувачки 10.200 денари. А што народот вели за овие плати? Парите се многу малку. Сосема малку, не многу малку, сосема малку. Кога ќе платите струја, вода, ѓубре и останати работи, тешко се живее. Со тие 10.000 денари не можат комуналите да ги платат. А се другото е лага. Секако пресметките на државната статистика се точни, но со еден недостаток. Во случајов не кажува колкав процент од граѓаните се со плати над 30.000, а со колкав до 13.000 денари. Овој податок статистика го кажува во друг контекст и тој всушност е слика на реалноста. Имено дури 15.000 работници во источниот регион работат во текстилната, кожарската и дрвната индустрија. Ова кај нас ја потврдува и нелошата распределба на доход што воопшто постои во некоја држава. Богати се само 5% од луѓето. Од овие причини статистика не ги збунува граѓаните, туку тие воопшто и не и веруваат. За нив најважна е реалноста, а таа е сурова. 11.000 денари на месец за сите трошоци и целата Скапија. Сето заедно еднакво на сиромаштија.